вторник, 17 октомври, кратки вести во 12 часот. Последната сообраќајна незгода во која беа вклучени повеќе возила на булеварот Железничка во Охрид уште еднаш го отвори прашањето на безбедноста на овој исклучително фреквентен патен правец. Во незгодата од неделата, која е само продолжение на честите незгоди во овој дел на градот, учествуваа најмалку 2 возила, а сообраќајот на еден дел од булеварот беше пренасочен. Иако се третира како обиколница, овој патен правец сепак поминува низ густо населен дел од градот со куќи буквално на самата улица и бројни излези на двете страни, кружен тек и семафори на крстосницата со улицата Кленоец. Во месец август во Охрид биле издадени 7 одобренија за градба, објави Државниот завод за статистика. Во еден случај инвеститор е физичко лице, додека 6 одобренија се издадени на деловни субјекти. Предвидена е градба на 129 станови со вкупна корисна површина од 7402 метри квадратни. Во анализираниот период во општините Струга и Дебрца не се издадени одобренија за градба. На ниво на Македонија во август годинава издадени се 344 одобренија за градба. Институтот за јавно здравје започна со следење на состојбата на заболени од грип за оваа сезона. На државно ниво пријавени се 32 случаи на сезонски грип, додека во Охрид нема евидентирани случаи. Инаку тече пријавувањето на порталот вакцинација.мк за бесплатна вакцинација против сезонски грип за лица постари од 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени и деца на возраст од 6 месеци до 5 години. Вакцинацијата ќе започне во втората половина на месецов, а ќе се врши во амбулантата на Центарот за јавно здравје во Охрид, Струга и Дебар. Покрај бесплатни и годинава ќе има комерцијални вакцини за што не е потребно пријавување. Времето денес претежно облачно и студено со повремени локални врнежи од дожд, дува умерен до засилен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.